Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Дали битката за правда и за владење на правото имаат некаква смисла по така нареченото начелно правно мислење, што во средата го утврди Врховниот суд, а со кое се што преземало и презема специјалното јавно обвинителство по 30 јуни 2017 се прогласува за незаконско. На каков начин оваа одлука, според последиците што ќе ги предизвика, е различна, например, од групното помилување што во 2016 го подпиша Ѓорги Иванов? Како се случи врховните судии да бидат речиси единствени во ставовите и дали таа унисоност е предизвикана со охрабрувања и од власта, и од опозицијата, и од македонскиот, и од албанскиот политички блок? Дали ова е доволна основа за да се иницира постапка за разрешување на судиите што го утврдија начелното мислење? Вечерва во 360 степени нема да водиме политичка, туку експертска дебата со поранешната судика на Врховниот суд Милка Ристова и со професорката по кривично процесно право Гордана Лажетич. Кон крај и саботажата. Дебатата почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Повод за вечерашнава дебата е начелното правно мислење што во средата на општа седница го утврди Врховниот суд на иницијатива на адвокатите Боро Тасевски и Еленко Миланов, со кое се прогласува за незаконско се што презема СЈО по 30 јуни 2017 година. Во начелното мислење се наведува дека по истекот на 18-месечниот рок за поднесување обвиненија, СЈО не е овластен тужител за преземање јавно-обвинителски работи на предистражни и истражни дејства. Ова мислење, иако е директно обврзувачко само за советите на Врховниот суд, во практична смисла ги анулира двете поднесени обвиненија од СЈО под кодно име Талир, едното за нелегално финансирање на ВМРО ДПМНЕ, а другото за незаконска изградба на седиштето на партијата, потоа истрагите за пописот и за изградбата и реконструкцијата на неколку здравствени установи, во кои се засегнати Али Ахмети и Бујар Османи, последната голема истрага под кодно име Империја, во која се осомничени Сашо Мијалков, Форце Камчев и редица нивни соработници. За ова вечерва ќе дебатираме со Милка Ристова, доктор по кривично-правни науки, инаку поранешен судија на Врховниот суд. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и на вас. И Гордана Лажетич, исто така доктор на кривично-правни науки, професорка по кривично-процесно право на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Добро вечер и добре дојдовте. Се надам ќе се согласите. На почетокот сакам да слушнеме еден краток извадок од синокешната дебата на телевизија Телма, во која гостуваше и еден од иницијаторите за донесување вакво начелно мислење од Врховниот суд, адвокатот Еленко Миланов, да видиме како тој објаснува дел од мотивите зошто го иницирал тоа, па ќе се вратиме со првите прашања. За прв пат во предмет во кој што сум бранител се сретнав со тоа дека се превземаат действија јавно официјално, односно се поднесе обвинението за Талир. Сметав дека тоа не може да оди и е надвор од рокот и тоа беше основот за иницијативата. Така што легитимно е да се донесе одлука, затоа што веќе имаме на некој начин после долго размислување се потврди обвинението за Талир 1, бидејќи поделен е предметот во два дела. И тоа е основот. Да Врховниот суд се произнесе дали може да ова обвинителство се јави како овластен тужител со овој закон и во оваа ситуација. Ние тоа зошто некој друг не го покренал, бидејќи ние имаме обраќање на ова јавно обвинителство задолжително до судот во врска со секоја наредба за претрес, во однос на одредени посебни истражни мерки, мора да се обрати до судија на претходна постапка. Имавме предмети во кои што дури се побара замрзнување на имот, притвори, мерки за предпазливост, а сето тоа е надвор од овој рок, надвор од ингеренциите. Ова не може да превземе действија. Токму суштината и што стои во ова, за да
не се дозволи понатаму да ова обвинителство превзема нешто што нема да биде применливо и дозволено во понатамошната постапка. Ова беше Еленко Миланов, еден од иницијаторите за ваквото начално правно мислење усвоено од Врховниот суд. Господјо Ристова, реков, вие сте поранешен судија на Врховниот суд. Може ли Врховниот суд да донесе вакво начално правно мислење? Ако мислите индивидуално одредено правно мислење, ќе образложам зошто сметам дека судот излегол од рамките на својата надлежност. Во принцип, според законот, по иницијатива и на адвокати и друг круг на овластени подносители може да се донесува начално правно мислење како надлежност на Врховниот суд, што популарно во правната наука и теорија се вика донесување на одлуки надвор од судење. Врховниот суд има пракса за донесување на вакви начални правни мислења, но законот за судовите дефинира дека тоа е во функција на надлежноста на Врховниот суд за единствена примена на законите. Да објасниме за гледачите што значи единствена примена на законите. За да судот пристапи кон единствена примена, треба да претходи утврдување дека има неединствена примена на законите од различни судови по конкретна правна одредба, односно да се донесат различни пресуди, што е најголемата неправда во судската професија. Тоа е едниот. И што го урива угледот на судот. Втората причина е кога некој закон не е доволно јасен и прецизен и Врховниот суд, за да ја олесни праксата на пониските судови, со силата на своите стручни знаења, искуствата на судиите, што секогаш порано било, така, да донесе такво мислење за да полесно пониските судови ја применуваат таа одредба и да обезбедат единствена примена. Сега ова нели е тоа? Ова мислам дека не е тоа. Ова од едноставна причина што во конкретниот случај станува збор за упад во правниот систем затоа што јас ќе го образложам со следните факти. Значи, одредбата која била предмет на обсервација на судиите на Врховниот суд е членот 22 од законот, ќе кажам за СЈО, да не го кажам тоа долго име. И таа одредба во законот е систематизирана во делот 4 од законот со наслов краен рок за покренување на обвинение. Тој дел содржи само една одредба, тоа е членот 22, во кој што е уреден еден рок од 18 месеци, во кој што може СЈО да покрене обвинение или да нареди запирање на истражна постапка. Значи, тоа се тие две дејствија за кои е утврден тој рок. Рокот не е спорен дека е 18 месеци. Но тој рок, секогаш судските рокови се засметуваат на тој начин што се тргнува од одреден ден, а тој ден во секој конкретен предмет може да биде различен. Во конкретниот случај, значи првостепениот суд кога постапува, треба да утврди дали изминале 18 месеци од превземањето, пазете, предметите и материјалите од надлежност на тоа обвинителство. Значи, две ситуации. Предметите и материјалите. Во содржината на мислењето на Врховниот суд е содржано дека тој краен рок те употребуваат само од превземањето на материјалите, од неовластеното прислушкување на од определени лица.
Сега, каде конкретно вие го гледате Го гледам излегувањето од од надлежностите? Прво, сметам дека секој судски рок во секој конкретен предмет конкретно се утврдува. Значи, тоа не е законот, така како што е конципиран 22, не употребува да го одреди денот од кога и да го утврди како што ти утврдиле до 2017 година. Тоа значи дека треба да цени кога од превземањето на предметите и материјалите. Значи, едно е поимот закон. Во законот секогаш треба да се држите што пропишува законот во томе. Не можете да излезете надвор од законот. Што значи оваа формулација како кумулативен услов? Тоа значи постојање на води се сметка за двата да бидат исполнети двата услова. Значи да помине рокот од 18 месеци и од денот за конкретен предмет на превземањето на предметите и од денот на превземањето на материјалите. Тоа се две различни работи. Да, Врховниот суд тоа го ограничува на моментот на истекувањето на 18 месеци од моментот на преземањето на прислушуваните разговори или материјалите. Да. И тврди дека по тој рок готово. СЈО нема право ниту да води предистраги, ниту истраги, ниту да покренува обвиненија. Мислам дека и тоа го врзува само со денот на предавањето на материјалите. Законот предвидел и предавање на предмети. Значи, во основните судови кога ќе го сметаат тој рок, го зарачунуваат и тогаш кога што е предмет, а што е материјали? Нели тоа се две различни работи? Разбирам. Да ја вклучиме и професорката. За вториот дел. Ќе продолжиме. Што е вашиот став околу начелното правно мислење што го усвои Врховниот суд? Прво, да кажеме за публиката дека измените и дополнувањата на законот за судови, со кои што е овозможено и адвокати да инициираат вакви постапки, е донесен на 2 мај 2018 година, што би се рекло во мандатот на актуелната извршна и законодавна власт. Некои ја спорат дури и можноста да им се даде на адвокатите таква опција. Дали според вас е спорно тоа? Ако дозволите неколку аспекти пред да одговориме за закон за судови. Прво мислам дека Врховниот суд ја презема надлежноста на Законодавно-правната комисија во собранието. Или обратно, ако кажеме, Законодавно-правна комисија во собрание доби опасен конкурент, би рекла, за уривање на правниот систем во Врховниот суд. Тука се разликувате со госпоѓа Ристова, бидејќи таа вели дека има право да носи Врховниот суд. Дозволете. Зошто велам дека доби конкурент? Затоа што она што е објавено на веб страната на Врховниот суд и она што е донесено под назив начелно правно мислење, воопшто не е тоа. Значи, насловот и содржината се разидуваат во случајов. Судијата има право. Они имаат право по закон да носат начелни правни мислења. Не право. Они имаат обврска по устав да усогласуваат судска пракса. Ова што е објавено е срам за Врховниот суд. Затоа што ова воопшто не е нешто што води во функција на воедначување на судска практика. Ние немаме и во предлозите. Ја слушнавме изјавата на адвокатот. Адвокатот може да биде креативен во судница. Меѓутоа треба да бидеме честни докај врши јавна функција. Значи, во иницијативите од адвокатите немате ниту еден лист, аргумент во прилог на тоа дека имаме некаква невоедначена пракса, па сега да речеме овој е патот по кој што треба да оди. Затоа тврдам дека ова што е објавено на веб страната на Врховниот суд не ги задоволува ни еден критериум на што начин начелен став начелно правно мислење. Ниту од аспект на иницијативата, ниту рефератот што е поднесен, ниту од аспект на донесеното едната реченица која што е сама по себе прилично би рекла контрадикторна и спротивна на законот. Затоа велам дека не се разидуваме, меѓутоа е опасен конкурент на Законодавно-правна комисија. Кога имате проблем со толкување на закон, ќе се обратите во собранието. Адвокатите многу добро го знаат, меѓутоа има лукративни причини зошто се обратиле до Врховниот суд. Знаете што е прилично сериозно? Сериозно е тоа што начелните ставови, начелните правни мислења се задолжителни за советите на Врховниот суд. Ова е нешто на што судиите во Врховниот суд не смеа да се придржуваат ако сакаат да го заштитат
владењето на право. Бидејќи ова не е нешто кое што Вие сме да разбирам произведе поентата, но правни ако гласале последици. 17 наспрема 2, мислам дека е нереално да очекуваме дека нема да се придржуваат. Значи, јас не можеме да навлеземе кои биле нивните причини за гласање 17-2. Ева, вие го кажувате, ова него ни знаев, страшно е што ме така. Знаете, не станувате судија тогаш што ќе ви избере судски совет. Судијата треба да има интегритет. И треба за тоа што ќе гласа да знае дека произведе определени правни последици, па и по него. Знаете, ја не сум изненадена од постапките на Врховен суд. Ние имавме и предходно постапки таргетирани кон СЈО. Овдека таргет, ама кон СЈО. Но секогаш Знаете имаше како? тесно мнозинство, имаше битка внатрешна и на крај некако се чинеше дека сепак победуваше уставно кажано една прогресивна струја внатре во Врховниот суд. Но сега ова е фрапирачки, 17 наспрема 2. Голем срам за Врховниот суд е ова што се случува. Значи голем срам, особено ако земе предвид, велам, имаше барање од СЈО да си земе председателот на Врховен суд, бидејќи беше спомнат во бомбите. Знаете, кумството е едно, колегијалноста е друго, адвокатската колегијалност е трето, но ова што се случи е нешто што мислам дека не смееше да се случи и ќе го користиме како антипрактикум. Како не треба да изгледа, зошто го велам ова? Само ако дозволите. Затоа што и адвокатите во иницијативата, во насловот велат, бараме став за воедначување на судска практика. Никнека во текстот на двете иницијативи немаме еден збор за невоедначена, ни еден аргумент, ни еден збор нема зошто е невоедначена судската практика. И во кој предмет? И во кој предмет, каде е тоа? Спомнува, само ако дозволите, законот за специјално јавно обвинителство, членот 22, точно се дефинира обвиненија, какви истражни действија. Специјалната обвинителка има мандат. Тоа обвинителство постои. Значи, преземањето на истражните действија е нешто што не сме да биде. Јас не сакам дури да навлегувам во анализа на тоа што е објавено, Тезата е ова, професорке, чуму СЈО води пред истраги и истраги, ако не може сето тоа да го финишира со обвинение. Еве сега ќе ви кажам. Рокот кој што е внесен во Законот за специјално јавно обвинителство е политички договорен. Ние знаеме во какви услови беше донесена одлука да се формира специјалното јавно обвинителство и не треба од тоа да се оглушуваме. Она што мене ме фрапира е дека ние се уште сме во една сива зона, не знаеме што понатаму. Ова ја го гледам како атак на СЈО. СЈО, и тврдам одговорно, дека има надлежност да презема истражни действија до моментот на обвинение, таму каде што истече рокот. Рокот од 18 месеци не значи дека од моментот кога ги примија материјалите на 1 јуни или 1 јули 2017 година клуч на СЈО треба да се стави. Не, тоа не е точно. И таквото толкување е само во прилог на тезата дека не треба докрај да се испитаат сите оние кривични дела кои што ги има во материјалите. Факт е дека имаме утврдено начелно правно мислење. Како што вели во законот, тоа е објавено на веб страницата и сега тоа ги обврзува советите на Врховниот суд да го следат и да постапуваат во согласност со него. Какви би биле практичните последици од сево ова? Пред да го одговорам прашањето што го поставивте, сакам да се надоврзам на ова што професорката го кажа. Прво, во рамките на разните дебати што се водат, се употребува тој аргумент дека 17 суди гласале. Моето искуство во Врховниот суд за ваков вид на прашања, значи, прегледав едни белешки што сум си ги водела од општите седници на Врховниот суд, па се утврдува дека долго време се дискутира, значи секој судија дискутирал, давал правни аргументи, па тоа не се исцрпувало на една седница, па се одело на втора, на трета. Овде велат само еден дискутира. И сега, мене тоа ме изненадува, а гледам дури и угледни новинари, количината на гласовите ја доведуваат во врска со квалитетот на начелното правно мислење, што не е точно. Знаете што фали во тие? Веројатно тоа што го велам јас. Претходно имавме битка во тесно мнозинство внатре во Врховниот суд. Од тука сега оваа релативно целосна унисоност во ставот е изненадувачка и затоа мислам дека се нагласува. Сега и другото, исто така се согласувам со оценката дека тоа е за да се спречи да се запре работата на специјалното јавно обвинителство, кое што уште во
самиот почеток, иако е конституирано со најширок можен политички консензус, од самиот почеток стално има некакви пречки. И да дополнам исто така, што е според мене исто така преклопување или земање, како што рече професорката, на надлежноста на законодавната правна комисија при собранието на РМ да дава автентично толкување и разликата помеѓу надлежноста на Врховниот суд да донесе вакво мислење. Значи, во овој случај решавале за крајниот рок за покренување на обвинение. Самиот наслов на делот 4 е насловена краен рок за покренување на обвинение. Па внатре во единствениот член 22 е кажано дека може да покренува обвинение или да даде запирање на истражни постапки. Значи, тоа се конкретни процесни действија од кривичната постапка. И точно врзал што не може по протекот на тој рок кој јас ви кажав дека во секој конкретен предмет се утврдува како фактичко прашање и тој не е од предавањето па до 30, бидејќи имаме предавање на материјали и на предмети или превземање на предмети и така натаму, судовите во прв степен дават образложение за таа работа. Во случајот излегувањето од рамките на овластувањето, што, да речеме, може би е тешка квалификација за судот во кој што јас сум работела, е фактот што во случајот само овие две действија не можат да бидат превземени, па не знам од каде црпи судот овластување да одлучи дека не е овластен тужител во предистражна и истражни действија. Да. Сите школи по право ги учат идните правници, а особено судиите, дека строго треба да се придржуваат до словото на законот. Екстензивно, широко толкување тешко може да обстане, а што сакал законот да каже со таквата одредба од членот 22, ако не им е јасна на пониските судови, на адвокатите и на овластениот круг на поднесители, треба да се обратат до законодавно-правната комисија да им објасни. Тоа не е работа на Врховниот суд. Излегол од рамките на... Ако дозволите, основната поента е дали воопшто смеела да биде свикана општа седница на Врховен суд за ваквите иницијативи. Значи, ова не е прашање за кое што треба да се троши време, ресурси на Врховниот суд. Воопшто одговорноста е зошто е воопшто ставено на дневен ред нешто што не е надлежност на Врховниот суд. Затоа ми пречи кога зборувате мнозинство, овој гласал, тој гласал, тоа е ирелевантно. Суштинското прашање, дали воопшто вакво нешто смело да осване, да кој Јас можем да се... Знаете како? Професорке, Едноставно, ние сега нема механизам во законите, нема механизам како да се заштитиме од креативноста на Врховниот суд, а не е прв пат. Професорке, кога ќе добие Врховниот суд било какво барање, иницијатива, вообичаено го ставаме, не е во тоа проблемот. Проблемот е, најпрви се... Ова не е иницијатива, ова е размислување на адвокатот, дали Адвокатот може да го каже како што... сака, а ние можеме да кажеме дека ги нема елементите на иницијатива во смисла Не, на требало да се бара дополнување, што е она што е невоедначено. Добро, ама не, не се согласам дека не имало можност и потреба и должност да биде поставено на општата седница. Натаму друго е прашањето, нели? Е сега да вториот дел. Да, бидејќи имаме фактичка Да, ситуација, имаме. факт е дека имаме начелно правно мислење. Да. Што значи тоа во пракса? Што ќе Во значи? праксата, бидејќи секогаш, кога судот ќе донесел начелно правно мислење, тоа по силата на закон е обврзувачко само за советите на Врховниот суд. Но, бидејќи Врховниот суд бил столб на правдата во Република Македонија, составен од стручни, професионални, искусни суди, неговите мислења
по силата на авторитетот што го уживал Врховниот суд, ги применувале по ниските судови, тоа од еден аспект, и второ, дали ако некое правно прашање нели дојде, ако некој предмет дојде по вонреден правен лек, па Врховниот суд да не им преиначи. Во овој случај основните Логиката би била, ако сега основниот суд Скопје 1 или кривичниот суд и апелација не го следат ова, тие може да не го следат, нели? Немаат Може обврска да го следат. Немаат обврска Немаат да го обврска следат. Но да на го крај следат, по точно. вонреден правен лек предметот ќе дојде на Врховен суд Да. и ќе падне. И сега, сега прашањето е треба ли да се губи време или не? Да. Според мене, бидејќи беше најавена седница на суди во Кривичниот суд, не знам што ќе биде предмет нели на дневен ред и соопштение уште не сум прочитала, судиите за да оцена дали треба да го применуваат или не треба да го применуваат, тие се самостојни во своето одлучување и тие можат да дадат поинаква аргументација за тоа дали тој рок е протечен и дали се однесува само на поднесување на обвинение и на запирање на истражна постапка или и тоа што го додал Врховниот суд дека не е овластен тужител СЈО во предистражна и истражна постапка, што јас мислам дека е излегување од рамките на законот. И натаму, ако пак и тоа не е јасно, лекот на таа работа е да речеме се побара автентично толкување, па собранието да даде, кое автентично толкување ќе има приоритет во примената пред она што го искажа Врховниот суд. И третата опција дека ако се утврди одговорност на носителите на таквото мислење, дека ги пречекориле границите на законот, односно постапувале нестручно во вршењето на таа своја должност. За да донесете, многу се внимавало заради силината и заради авторитетот на Врховниот суд, многу се внимавало да не се донесе. А и тие што се донеле, се биле во функција на правдата, а не да се заштити тоа што професорката кажа, конкретни извршители на кривични дела, да се запрат конкретни кривични постапки и да се обструира работата на специјалното јавно обвинителство. Ако дозволите, остана фокуса за одговорот зошто во Законот за судови има иницијатива или можност, правна можност да адвокат поднесе барање за донесување на начелен став и начелно правно мислење од Врховниот суд, затоа што долги години Врховниот суд не носеше многу често начелни ставови, начелни правни мислења, тогаш кога имавме невоедначена практика и согледувањето беше дека адвокатите се тие кои што постапуваат пред различни судови и најлесно може да воочат различна примена, многу полесно од што самиот судија кој што постапува во еден суд. И тоа идејата на тоа решение е тука со друга намера искористена. Меѓутоа, основната идеја беше како адвокатот кој постапува, не знам, во Гевгелија и во Тетово да донесе различни пресуди па да види Врховниот суд како да постави. Меѓутоа, затоа велам, еден аргумент требаше да има во прилог на насловот дека е начелно мислење за усогласување. Вие како експерт бевте во тек пред предлагањето на оваа одредба во законот, бидејќи има сомневања дека тоа е дел од политичкото пазарење на СДСМ и ВМРО ДПМН е во периодот пред донесување на овие измени и дополнување на законот за судови. Да ви кажам. Вие го знаевте ова пред? Ова идејата основна зашто може да поднесат адвокати ваква иницијатива ми е мене прифатлива. А пазарењето сега и Не, вие тогаш некој ве праша што мислите за тоа? Не праша, не. А тогаш не. Значи конкретно ја не сум била прашана, меѓутоа мене не ми е невообичаено, мислам дека е добро адвокатот кој што постапува на цела територија на РМ да поднесе барање, но никако ако ова била замислата, значи знаете како сега она што начелно ви е прифатливо, во конкретниот случај гледате дека за тоа може би имало некоја друга позадина. И тоа е она што навистина пречи. И само ако дозволите. Неки беше спомената, значи законот за СЈО ќе го ставиме настрана членот 22 и рокот од 18 месеци. Тече во секој предмет посебно. Да не заборавиме, СЈО има предмети преземени од редовното фактичко прашање. И тоа е фактичко прашање, ќе тече од тие 18 дена. Тоа може не му ја за овој предмет, вака за другиот друг. Така, од кога, значи, тој востановува надлежност.
Денеска востанова надлежност за тој предмет, од денеска течат 18 месеци. Не од кога се стасани сите материјали. И тоа е нешто што во јавноста намерно, ја тврдам дека секоја случајност е намерна. На Балканот немаме случајности, коинциденции, да не е збунета јавноста, зборуваме за предмети превземени од редовното обвинителство. Значи, во моментот кога ќе преземе предмет од редовното обвинителство, од тогаш течат, не од тогаш, туку има рок од 8 дена да го установи дали има надлежност или не. Добро. Кога ќе установи надлежност, од тој ден течат 18 месеци за предмети преземени од републичкото, од редовното. Така е со обвиненијата за Талир 1 и 2. Тоа се обвиненија поднесени во ноември 2018 година. Предметот првично воден како еден во истрага беше поделен на две обвиненија. Првото се однесува на нелегално финансирање на политичката партија ВМРО ДПМН, а второто на незаконска изградба на седиштето на политичката партија ВМРО ДПМН. И тука СЈО и во јавната објава објаснува дека надлежноста ја црпи од тоа што во одреден момент ги преземало овие предмети од редовното обвинителство. Одлучило дека има надлежност, од тогаш течат 18 месеци за тој предмет. За оние материјали кои што беа доставени, и тука верувате дека и со прибе го толкувавме законот, англиската и македонската верзија не кореспондираат. И тоа мислам дека исто така не е случајно, зашто не кореспондираат, во смисла на тоа од кога почнуваат течат и 18 месеци. Инаку кога го спомнавте прибе, се забележува веќе известна вознемираност и во круговите на меѓународната заедница, првично во Скопје, и сите првично велат, сите треба да прочитаат што пишува во вториот извештај на прибе. Таму јасно пишува дека мора да се истражат докрај сите евентуални сомнежи за криминал, корупција, незаконско работење од прислушуваните разговори, сите, и дека на СЈО мора да му се обезбеди мандат да продолжи да работи и да поднесува обвиненија и понатаму. Така, ако дозволите во овој контекст. Бидејќи одиме веќе на полето на ЗКП. Значи сега го ставаме закон за СЈО, законот за СЈО постоеше и се уште е во сила. Имаме решение едно како да го интегрираме во системот, бидејќи беше нели основано како што беше основано. Има идеја да има посебен закон. Како номотехнички ќе го решиме, тоа не смее да доведе во прашање одлучноста на владата да расчисти со криминалитетот, одлучноста на судиите, на власта. Значи, основната заложба на сите нас е, не смееме да го простиме криминалот. Моето толкување, не согласуваат сите со мене, меѓутоа моето толкување е дека 18 месеци не значат дека штом ќе поминат, за тој предмет веќе натаму не треба да се преземе никакво действие. Действијата ќе ги преземе редовното обвинителство. И специјалното јавно обвинителство по истек на тој рок, бидејќи очигледно нема желба да се продолжи рокот, се нема волја во тој дел, не смееме да го сметаме дека е амнестија, едноставно дека тој криминалитет не смее да биде докрај пресуден. Тоа е опасна теза. Овде ве молам да слушнеме уште еден дел од синоќешниот настап на адвокатот Еленко Миланов на Телма, во кое што интересно го толкува овој сегмент на евентуално предавање, односно превземање сега обратно на предметите од СЈО на редовното обвинителство, бидејќи дел од правниците сугерираат таков излез во моментот од оваа новонастаната ситуација. Да го слушнеме, па ќе го коментирам. Тие не можат да бидат снимените разговори. Не можат да бидат во надлежност на другото јавно обвинителство. Така што, сите оние докази и материјали кои евентуално се прибавени во рамките на овој рок во кој што имало овластување да постапува тоа обвинителство, може да бидат пренесени, може да бидат превземени. Дали да бидат превземени или пренесени, или да се отвори нова постапка во некое друго обвинителство, би можело. Но сето она што е надвор од тој рок, од тие 18 месеци, веќе е постапување за прибивање. Дали е тоа наредба за претрес, дали е тоа распит на некое лице во било кое својство. Тоа е веќе постапување од неовластен тужител според мислењето на обвинителството. Ако тој доказ произлегол од постапување на неовластен тужител, тогаш не може ние да го превземе друго. Да, може да продолжи евентуално да побара, да повика, да ги побара, да побара докази, да повика сведоци.
и да се обиде да ги обезбеди тие докази. Морам да кажам дека е интересно ова толкување. Што велите вие, професорке, за ова? Значи, начелото на легалитет го обврзува јавниот обвинител да гони секогаш кога има докази. И тоа е алфа и омега во казненото право. Штом постојат докази, тука мора да има постапување на обвинителство. Има една, дозволете, има една одредба во Законот за кривична постапка, членот 40, надлежност на јавниот обвинител се вели, во последниот став 4 пишува: кога постои опасност од одлагање, действијата во постапката ќе ги преземе и ненадлежен јавен обвинител, но за тоа мора веднаш да го извести надлежниот јавен обвинител. Сега, не ви е соодветен примерот, морам да признам, тоа е ситуација кога тоа се однесува на други ситуации, тогаш кога имаме опасност од одлагање, тоа ви е некоја воредна ситуација, тоа имаме сведок кој што е на предумирање и така натаму, или има елементарна непогода и така, или се презема действија да не настанат поголеми штети. Тој став е нешто друго. Ние зборуваме сега за надлежност која што е ексклузивна надлежност на СЈО, според посебниот закон за следење на комуникациите. За следење, за доказите прибавени на соодветен начин. Велам, началното на легалитет обврзува. Јавното обвинителство постои. СЈО е со посебен закон основано, меѓутоа е обвинителство. Еден е јавниот интерес. И не можеме членот 22 да го толкуваме во прилог на тоа дека сега републичкото, односно основното јавно обвинителство е ненадлежен орган да постапува. Ние имаме една ситуација која што е компаративно непозната, бидејќи вакви ситуации до сега немате кај да исцрпите искуство. Значи нема никаков проблем. Само уште еднаш, тезата е ова, дека се што е преземено по 30 јуни 2017 е од неовластен тужител. Тоа е опасна теза која што не е точна. И дека не може туку така сега да се случува трансфер на дури еве да речеме и на готово обвинение за Тали 1 и 2. Не може да ги предаде според оваа теза на редовното обвинителство, бидејќи дел од действијата таму се преземани по истекот на овој рок што го навел Врховниот суд. Јас тврдам дека тоа не, значи погрешно е толкувањето дека и во ова писание од Врховниот суд, што јас одбивам да го наречам начелно правно мислење, бидејќи не е такво, не е овластен тужител за преземање на јавни обвинителски работи и предистражна постапка. Тука доаѓаме на територија или во полето на ЗКП. Значи, сето она што произлегува од тие разговори, ќе ги презема како предистражни, истражни действија и ќе замрзнува имот, и повеќе требаше да замрзне имот, и повеќе мерки притвор, и разбирате, едноставно мора да ги презема оние действија што се во надлежноста. Он има само забрана да не може да поднесе обвинение. Рокот го ограничува само да не поднесе обвинение. Сите други действија мора да ги преземе затоа што пак тука имаме сега опасност од одлагање, од осуетување на истрагата и така натаму. И нема никаква пречка. Опасна е тезата, блокирање на СЈО и нерасчистување со криминалот ако толкуваме дека предметите СЈО не може да ги предаде на републичкото, на редовното, јавно обвинителство. Се што ќе заврши на Врховен суд паѓа, тогаш е иста таа ситуација. Видете, тоа и претходно го кажавме. Значи, она што е веќе кажано, и судијата фино го елаборираше тоа. Судијата мора да размислува секој судија со своја глава. Значи, интегритетот и одговорност има секој од нив. Може би излезот е во ова што го зборуваше судиката Ристова, во смисла на тоа сега некој да се обрати и да побара автентично толкување од и да ги собранието. забрзаме реформите, најбрзо што може да се направи е да ги забрзаме реформите и мислам дека ова првиот впечаток, јас кога слушнав за соопштението и што ќе се расправа во Врховниот суд, првото впечаток ми беше дека ете што доведува бавноста во реформите во судскиот систем, иако имам разбирање дека заради двотретинското мнозинство тешко оди. Во однос на тоа адвокатот што изјави, адвокатите имаат друг интерес. Нивниот интерес е да го ослободат нивниот клиент од кривична одговорност и во рамките на тоа тие се должни и можат и обврзани се да употребат се. Всушност, адвокатот што го слушнавме самиот кажа, кога го праша кому ќе му користи сега ова начелно правно мислење, тој рече најмногу на предметот империја.
Значи, тој самиот си ја каже намерата. Не е таа намера што професорката ја елаборираше дека адвокатите, затоа што застапуваат на секаде по Македонија предмети, па кога утврдат различна правна пракса. Тука да имаат можност во секое време да се обрати пред Врховниот суд и Врховниот суд, ако усвои начелно правно мислење, тој си го решил предметот всушност. Јас се обидувам да ве соочам со реалноста. Во началното правно мислење пишува: по истекот на тој рок од 18 месеци, СЈО не е овластен тужител за преземање истражни и предистражни дејства. Вака пишува во началното правно Јас мислење на веќе ви Врховниот кажав суд. дека тој излегува надвор од законот. Да, ама постои мислењето. Ако, Тоа ама сакам тоа да ве не може кажам. да го Но смени. видите, ви кажам, ние имаме закони, па не Не се може да го применуваат до смени крај. законот. Началното правно мислење не е нешто кое што ќе ги спречи судиите изнад утре. законот. Не е над законот. Да. Сега нешто друго, ако дозволиш. Во Законот за судови има одредба која што вели дека судијата може да одбие да постапи во случај кога ќе оцени дека нека одредба во некој закон е противуставна или противзаконска. Така, и тоа. Значи судијата може, зборуваме за закон, да рече оваа одредба од законот сметам дека е спротивна на уставот или е во колизија со друг закон и не одлучувам додека не се донесе соодветен став за закон, а не за начелно. Значи да не го глорифицираме, толку глорифицираме така е, тоа дека начелно ова правно писание мислење. кое што ни го нарекле начелно правно мислење, дека ќе го спречи постапувањето на и СЈО. го спомнавте случајот Империја. Осомничените во случајот, дел од нив веќе побарале преку своите адвокати укинување на мерката куќен притвор. Кривичниот суд не мора да реши во прилог на барањето на осомничените, но барањето ќе стигне до Врховен суд. Кривичниот совет на Врховниот суд ќе го следи ова свое мислење и ќе го Прашање е дали укине. ќе стаса до Врховен суд. Не може. Видиме. Значи вака сега, не секој предмет стасува до Врховен суд и тоа мора да биде јасно и за граѓаните, и за обвинетите, и за сите. Многу предмети завршуваат на ниво на апелационен суд. Значи не одлучува Врховниот суд за се и секое прашање. Затоа велам дека е злоупотребена моќта, власта, како да речам, интегритетот, авторитетот. Судијата зборува за стручно знаење, за искуство на судиите. Па ја мислам дека ние ќе се земам слободно да кажам дека одамна сме немале Врховен суд со вака, би рекла ја, низок квалитет на она што значи состав. Тоа е моје размислување. ситуација, Меѓутоа, да. не секој предмет стасува до Врховен суд. И затоа судиите во Основен суд ќе се постапуваат според она кое што произлегува од закон за Ристова, кришна ќе ви постапка. биде можеби тешко, затоа што станува збор сепак за ваши суди, колеги судии. Но дали ова може да биде основа за покренување на постапка за утврдување на нестручно и несовесно постапување на судиите во Да, Врховниот и суд? ова е судска одлука. Мислам, началното правно мислење е надлежност на Добро. Врховниот суд и надлежност за несовесно и нестручно работење може да биде покренато од овластените предлагачи. Меѓутоа, веќе е во тек една постапка против дел од суди која интересно многу долго трае. Што е невообичаено. Некаде стои во фиока, да. Замислите, во судот тоа рече токму за- 50-тини суди. И тоа токму за членовите на најекспонираниот совет за кривични предмети. Така, да. така. Така да, јас и не се согласувам со дели од професорите што велат дека судијата не одговара за изразениот став во одлуката. Не одговара само за изразен став кој што е во согласност со законот или ако е спротивен на законот, тоа да е резултат на неговото слободно судиско убедување кое не е мотивирано од други причини. Не од незнаење, не од, да речеме, неправилна примена на законот. Затоа се вели нестручно вршење на судиската должност. За кривична одговорност се бара повисок степен на однапред, значи да се утврди дека одреден судија го применил законот така, затоа што бил мотивиран претходно со подкуп, со подароци, со други ветувања и така натаму. Значи, има однапред умисла да го прекрши законот во корист на одредена странка, мотивиран од ова што го кажа. Што мислите вие? Да. Во судскиот совет веќе имаме постапка за едно барање за заштита на законитост, што го поднесе редовното обвинителство,
за предмет за кој што постапуваше СЈО. Никогаш за тој предмет не постапувало редовното обвинителство. Меѓутоа поднесе барање за заштита на законитост и Врховниот суд во овој состав, истиот, прославениот, го прифати. Постапуваше по таквото барање за заштита на законитост, што еклатантно ги повреди одредбите на законот за кривична постапка. Значи, дозволи, прифати. Гледате колку е контрадикторен и затоа треба навистина да се подразмисли. И не знам ја дали само разрешувањето е решение. Имаме и повисок степен на одговорност, не е само разрешувањето. Сме прифатиле барање за заштита на законитост од неовластен тужител, понатаму им се води постапка пред судскиот совет. Истите тие сега обратно го толкуваат одредбите, зошто, велам, дел од нив се и во разговорите на СЈО. И СЈО бараше иземање на некои од судиите во Врховниот суд, затоа што беа дел од разговорите. Така што не можам, исто така, во делот на дисциплинската одговорност, потешка дисциплинска одговорност е злоупотреба на овластувањата. Значи, тој што ги има овластувањата мора да размислува. И ова што вели судијата, да, слободното судијско бедување не смее да биде оправдание за отсуство на одговорност. Ние немаме одговорност. За незнаење во крајна линија. Па судијата може да одговара и за штета. Имаме ли ние случај еден во државата каде што судија одговарал за штета поради погрешна примена на законот? Немаме. И ни судиите не се значи тоа табу мора да се, па макар тоа били судии на Врховен суд. Вие се обидувате сепак да го релативизирате значењето на ова начелно правно мислење, но сепак дали ако нема, да кажем, поширока една општествена мобилизација, сега јас не зборувам за протести, но сепак мислам на мобилизација во смисла и на институционална, и на оние што се стручни во граѓанската јавност и така натаму, дали сепак ова има потенцијал, да кажеме, да ги надмине последиците дури и од групното помилување на Иванов? Ако ништо не се презема, ако ова остане вака како што е. Видете вака, јавните обвинители во специјалното јавно обвинителство има одважни колеги и веќе си постапуваат и сигурни се во своето знаење дека можат да превземат действија за предистражна и истражна постапка и дека само не можат да покренат обвинение. И мислам дека се држат во рамките на тоа и тие се сигурни, бидејќи си го добро познават законот. Тоа е едната работа. Втората работа, ако ние, институции, кои сакаат да ја блокираат правдата во државата. Вие го спомнате председателот на државата. Па сега исто така и многу високо позиционираниот Врховен суд, за кој председателот вика само Господ е изнад него, прочитав еден текст, демек толку е високо, да само Господ е испред него, а уствари граѓаните се највисоката институција. Граѓаните, така како што разочарано, резигнирано реагира во јавноста, се тој коректив кој што треба да побара одговорност од секоја институција која ја кочи правдата и која допринесува неказнивост на криминал, кој значи осиромашување на овој народ. Да, професорке, ако интерес во ова виделе и СДСМ, и ВМРО, и ДУИ, не би сакала да зборувам воопшто. Значи, знаете како, не може да има партискиот интерес, политичкиот интерес да биде над она што значи примена на закон, правда и јавен интерес. Немаат право да се спогодуваат или да се пазарат со јавниот интерес. Граѓанинот има право да биде заштитен од секаков облик на криминалитет. СЈО води постапки за најсериозни облици на криминалитет. Нешто ние вчера имавме заробена држава, а сега имаме судство на кое што му недостасува изгледа таа заробена држава, па продолжува со вакви писанија. Да не се создава во јавноста впечаток дека ова ќе ја блокира работата на СЈО. Тоа нема да се случи. Затоа што ниту има аргументација, ниту има образложение, ниту има правен основ, ниту ќе стасаат предметите сите и апел до судиите на Врховен суд.
да си го задржат идентитетот, се плашам интегритетот, дека пардон. политичките елити имаат друг интерес и дека ќе треба многу силен јавен притисок од стручната, од општата јавност, од медиумите да биде вака како што велите. Видите вака, секогаш политиката се трудела да ги стави под своje судовите. Меѓутоа, бидејќи судиите на Врховен суд особено имаат траен мандат, тоа е врв на кариерата. Нема што, ако е тој сигурен, најголемата сигурност, ако нема друг мотив, освен да служи на правдата, нема од што друго да се плаши. Најголемата заштита е правилната примена на законот. Затоа и сметам дека и специјалните јавни обвинители и судиите во пониските судови, кои еден дел поголем ги и лично познавам, дека имаат во себе интегритет да строго се придржуваат на законот, бидејќи тоа го бараат сите граѓани во оваа држава, независно од тоа на која нација. Така, значи во одлуката ќе аргументираат во прилог на нивниот интегритет како суди. Да. Добро, ви благодарам. Мене ми беше интересно, се надевам и на гледачите. А што ќе се случува понатаму, ќе видиме. Благодарам што бевте дека мој сега госте. треба седницата на судиите на Основен суд не стигна да побара автентично толку, оти нив ги засега тоа, или јавниот обвинител, оти на вистина излезено е од рамките на, значи, како што ви кажав, нели, и рокот како се пресметува, два основи имаш. Предмети и материјали. Тука само материјали. Второ, тука вика краен рок за покренување обвинение. Со насловот кажал зашто е краен рок. Ако дозволите, може би Ама мораме една реченица. прекинем. Едноставно да не дозволат ваквото писање на Врховен суд да има било каква одлука што ќе води кон блокирање на СЈО. Одиме на уште една кратка пауза, потоа саботажата. Среде престолнината на Хабсбурговците, Паносовиот наследник на Александар Велики обелодени неверојатна вистина за тоа како Обединетото кралство во наше име, а за нивна сметка, ни го отстапиле своето столче за неважната тркалезна маса на стариот континент. Еве Британија па и ослободи место за да можеме и да заземеме место во Европската унија. Овој уникатен акт е толку вистинит колку што се и тврдењата дека никој никаде не смел да чепка во платата на еден јавен функционер, па макар тој се представувал и како наследник на јустиција од прв ред. Апсолутно не е по бон тон да се поставува тоа прашање, но секоја одговорна дама избрана од граѓаните не сме и не може да крие колку пари тие и даваат за таа да може да си ја врши работата. Во светот никој не знае колку предмет палата има обвинител и судија. Тоа е основно културно барање дека не смее никој да знае. Ако не е воспитано да се прашува за платата, тогаш е пристојно да се праша докаде е работата со оној што не делава остана без неј. Одговор дава неговиот наследник кој потврдува дека тој не заменал затоа што бил гонет и осуден, туку поради болji живот, најавувајќи дека тој, ако дојде на власт, ќе најде начин да си го врати својот колега. Па јас само знам неколку мои колеги оваа година кои што ја напуштија Република Македонија во потрага по подобар живот, луѓе кои што не се бора за екзистенција и тука фино живеа во ДПМН со фер понуда, ќе понуди решенија и тие кои што ја напуштија Македонија да се вратат назад. Така веројатно и ќе биде оти и очекувањата дека ќе се случи тоа без кое нема мир, падна пред Врховниот суд. Меѓусебното спокојство на политичките елити е поважно од неа. Тоа се преточува во смислени одлуки, со кои таа во целост се обесмислува. Постои пакт на ненапаѓање и недопирливост. Никогаш тие едни не одат едни против други. Само се дига фама, сите губат избори заради корупција, другите добиваат поради ветување дека ќе прават нешто, меѓутоа никој ништо не прави. Може би затоа на сите што се вклучени во тоа неправење еднаш за секогаш треба јасно да им се напомене каде им е местото. Со обраќање од кое ќе разберат дека ја претерале и дека навистина треба да бидат замолчани. Затоа
што си го кажале последниот збор. Полека море, аман, човече Божи сега. Кажавте што имате да кажете. Па полека, затоа викам. Излезете си надвор. И на крајот, неразбирливото зборување, тогаш нема да може да биде користено како оправдување. Унапред се извинявам ако погрешим неке речи, причам тако југословенски есперанто, затоа што тоа е филинг, тоа е осеќај. И неки пут, гледате, ја користим енглески зборова, затоа што не постои соодветни превод. Who cares? Луѓе се практични. Луѓето се навистина практични и не им е важно на кој јазик зборуваат политичарите, но се загрижени кога нив се помалку ги разбираат. Толку за вечерва, се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно!